До година за потребите на граѓаните Штип планира да троши 5,6 милиони евра, односно нешто над 350 милиони денари. Ова е сумата која општината има право да ја планира согласно новиот закон за финансиска дисциплина. И со тој закон се овозможува буџетите да бидат проектирани на максимум 10% од реализацијата на последните 3 годишни буџети на секоја општина. Ова покажува дека општинскиот буџет на општина Штип ќе биде нешто над 350-360 милиони. Ние веќе донесовме план на приоритетни проекти, развојни проекти за градот на претходната седница на Совет. Се работи за обиколницата во општина Штип, тоа е првата и втората фаза, и улицата Панче Караѓозов, тоа е улицата покрај пинг-понг салата во населбата Автокомада, која што е доста исто така голем зафат. А кои се очекувањата на граѓаните, искажени преку председателите на урбаните заедници? Едни од поголемите приоритети на улицата, поточно на урбаната заедница Васил Доганџиски, се улицата, реконструкција на улицата Љубен Иванов, целосна реконструкција со асфалтирање, затоа што е таа главна артерија што ќе води до клиничката болница и до средното медицинско училиште. Исто приоритет кој го барат граѓаните, пренамена на мостовите како што беше порано, мостот кај гимназијата и Камениот мост. Едни од приоритетите се реконструкција или обновување на игралиштето на улица Личка со осветлување, со асфалтирање, по некој реквизит како коши и така натаму. Дали парите кои општината ќе ги има на располагање ќе бидат доволни за се она што граѓаните го очекуваат од локалните власти? Буџетот ќе биде покомпактен, но и ќе треба внимателно се вградат проектите кои што ќе ги работиме заради тоа што не можеме премногу да проектираме, заради тоа што сме ставени во одредена рамка. Како и да е, ќе го почитуваме овој законски дел и дај Боже да имаме приливи во текот на наредната година поголеми од тоа што сме планирали или од овие средства. Ние ќе направиме ребаланс, тоа е дозволено со закон, со кој што ќе го зголемиме буџетот. Дел од работите ќе ги реализира општината, дел јавните предпријатија. Јавното предпријатие има буџет околу 200 до 250 милиона денари, значи инвестициите највеќе ќе бидат во водовод и канализација околу 143 милиона денари сите приходи, а заеднички со буџетот на општина Штип и јавно предпријатие во водовод и канализација ќе има околу 25 милиона заеднички и 7 милиона чисто финансиски од јавното предпријатие ИСАР. Од областа на уредувањето, јавното предпријатие Стипин зафаќа 40% од програмата за уредувањето, тоа се негде околу 24 милиона, од областа на одржувањето 7.800 и зимска служба 4 милиона. Листата на очекување на граѓаните е долга, а парите се ограничени. Па веројатно ќе мора да се направи избор што во програмите за работа ќе се вметне, а што не. За да се избере најпотребното, од денеска општината организира неколку јавни дебати со урбаните заедници за креирање на буџетот. По нивното завршување ќе се знаат и точните проекти и динамиката на нивна реализација, но и парите потребни за нивно финансирање.